Собраниската комисија за надзор на УБК и Агенцијата за разузнавање по изборите ќе изврши увид во работата на овие две институции. Проверката ќе ја направи меѓуресорската работна група која допрва треба да се формира. Членовите на Собраниската комисија едногласно ја усвоија потребата од формирање на вакво тело, а во неговиот состав ќе влезат пратениците Фросина Ременски од СДСМ и Трајчо Димков од ВМРО ДПМНЕ. Работната група ќе има задача да изготви план за реализација на препораките од експертскиот тим на Прибе, кои се однесуваат на следењето на комуникациите. На комисијата присуствуваше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој порача дека работната група ќе продолжи со процесот на реформи во системот за следење на комуникациите, а потоа ќе следат и реформи во делот на безбедносните служби. Еден од клучните приоритети е следењето, односно реформа во системот на следењето на комуникациите. Реформа која што ќе допринесе да ги искористиме најдобрите европски пракси, реформа која што ќе создаде и законски, меѓутоа и технички ресурси, а и човечки капацитети, се со цел да можноста од злоупотреба на ваквиот систем биде сведена на едно најниско можно ниво. Председателот на комисијата Трајко Велјановски пак му порача на Спасовски дека за поефикасна работа на работната група треба да и биде дадена временска рамка во која ќе треба да ги исполни целите. Моја препорака би била, например, било што да е, кога се формира нешто, треба да се има рок за да може да се биде ефикасен во тоа што треба да се сработи. Ова е некој став во кој што ќе се утврди рокот во кој што треба да биде донесени одредени акти, вклучувајќи и планот. Велјановски на денешната седница беше задолжен по изборите да ги договори термините со надлежните од УБК и Агенцијата за разузнавање, кога комисијата да изврши увид во нивната работа. Инаку за исполнување на препораките, според министерот Спасовски, ќе треба да се детектираат сите законски и подзаконски акти кои треба да бидат изменети. Меѓуресорската работна група ќе треба да изготви финален документ кој ќе го испрати до собранието на усвојување. Министерот Спасовски денеска посочи дека МВР ќе биде професионална и пред Собраниската комисија, но и пред студентите на првиот академски час на Факултетот за безбедност, каде посочи дека ќе се преиспитуваат досегашните кадровски политики и ќе се создаде простор за работен ангажман на најквалитетните професионални профили од областа на безбедноста.